Нема нови заболени лица со COVID-19 во Кочани во изминатите 24 часа, потврди Министерството за здравство во најновиот извештај. По известувањето од претходниот ден дека се откриени 2 лица од Кочани кои се позитивни на коронавирусот, веќе се преземени соодветни мерки за изолација. Во јавноста беше обелоденето од истанува збор за докторка од интерното одделение во општата болница во Кочани, а другото лице е од Зрновци. За колегите на докторката, интернист, хирург и анестезиолог, како и друг медицински персонал со кои била во контакт, се преземени превентивни мерки. Лекарите, кои по сопствена иницијатива се во домашна изолација, ги чекаат резултатите од тестовите што им се направени, информираа од Општинскиот кризен штаб на Кочани. На ниво на држава, во изминатото деноноќие биле направени вкупно 660 тестови на COVID-19. При тоа се откриени нови 28 лица заболени, од кои најмногу во Скопје 11, во Прилеп 9, тројца во Велес, а по двајца во Куманово и Тетово, додека едно лице е од Валандово. Од општата болница во Кочани веќе информираа дека и покрај состојбата нема проблеми во функционирањето. За пациентите на интерното одделение ќе се грижат лекари специјализанти, а потешките случаи ќе се препраќаат во Штипската клиничка болница. Исто така и на хируршкото одделение во Кочанската болница ќе нема проблеми во работењето, со оглед што и таму има специјализанти кои досега вдржале смени и помагале во неговото функционирање. Во текот на вчерашниот ден во Центарот за јавно здравје во Кочани пристигна потврда за 2 нови лица заразени од COVID-19. Едниот случај е докторката на интерно во Кочани, а другиот случај е маж во општина Зрновци. Граначалникот Блаже Станков потврди за нов случај на заразен од вирусот во оваа општина, а во меѓувреме информираше на излекување на претходните тројца заразени кои чекаат да им биде дадено решение дека може да бидат ослободени од досегашниот карантин. Трите лица кои што беа инфицирани со COVID-19 веќе се излекувани. Меѓутоа, за жал, вчера имаме едно ново лице. Јас се надевам дека нема да дое до проширување поради оваа лице. За време на 85-часовниот карантин за велигденските празници, граѓаните на Зрновци го почитувале максимално и нема казнето ниту едно лице за непочитување на полицискиот час. Што се однесува за време на викендот, граѓаните го почитуваа полицискиот час, а дел од земјоделците саботата ја искористија за работа на своите земјоделски површини. Еве сега ме радува што за овој викенд веќе се намалени мерките, малку ќе почне полицискиот час дури од сабота, така да се очекувам дека граѓаните бидат задоволни и да се надеваме дека нема да дое до нови појави на инфицирани лица во општина Зрновци. Намалените мерки на полицискиот час би требало да почнат викендот како најава од владата, наместо од петок да почнува од сабота од 13 часот до понеделник до 5 часот наутро, а во работните денови наместо од 16 да почнува во 19 часот се до 5 наутро, како и изголемување на временската рамка за движење на повозрасните лица и на младите до 18 години. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Кочани обезбеди наменски телефонски број за подршка на жртвите на семејно, односно родово базирано насилство за подрачјето на општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Можноста за помош и за заштита на жртвите на семејно насилство е воведена во координација со Центарот за жени жртви на семејно насилство и со другите институции на локално ниво, а по препорака од Министерството за труд и социјална политика. За да добијат помош, подршка и заштита, жртвите на семејно насилство треба да се јават на бесплатната мобилна SOS линија, преку која им се обезбедува точна, навремена и доверлива информација и совет за нивна заштита, како и за достапните услуги. Во случаи кога постои загрозување на животот и здравето на граѓаните како последица на семејно насилство, тоа треба да се пријави, независно дали е полициски час, истакнуваат од Центарот за социјални работи. Сите случаи кои што се пријавуваат во врска со семејно насилство се процесуираат и се решаваат во предвидените работни рокови. Во никој случај не се остават, бидејќи се работи за суптилна проблематика, во никој случај не се остават овие случаеви за да се решаваат подоцна, заради тоа што сакаме да излеземе во пресред на сите оние кои што имаат било каков проблем и сме во постојана комуникација
ве известувам дека Центарот за социјални работи има и службен телефон на кој што се пријавуваат и кој што е регистриран во Министерството за труд и социјална политика и стои на официјалната веб страна на Министерството за труд и социјална политика, и на тој службен телефон може да се пријавуваат семејните насилства и е достапен и е за телефон за координација со Министерството за внатрешни работи. Тоа е телефонскиот број 072 243 782. На последната седница на Општинскиот кризен штаб на Кочани, поддршка за жртвите на семејно насилство беше иницирана и од општинските служби за еднакви можности на жените и мажите, кои ги лоцираа зголемените ризици во услови на подолга изолација. Во периодот на спроведување на мерките и активностите за превенција од ширење на болеста COVID-19, на теренот во Кочани работат мобилните тимови за поддршка на стари, изнемуштени и хендикепирани лица. Мобилниот сервис за домашна посета учествува и во снабдувањето на пациентите со инсулинска терапија, што се покажало како многу важна услуга за граѓаните кои имаат проблеми при набавката на потребните лекарства. Локалната самоуправа на Кочани ја продолжува постапката за реализација на проектот за изградба на детското игралиште во трговскиот центар, што ќе биде лоцирано на просторот што стоеше неуреден и се користеше како локација за контејнерите. По трет пат е објавен повикот за избор на фирма што ќе го изгради и опреми игралиштето, откако на првите две тендерски постапки не била добиена соодветна понуда. Според техничката спецификација во постапката, планирано е да се уредат околу 400 метри квадратни, од кои дел се и од просторот што возачите често го користат за оставање на возилата. Со тоа се нарушува целиот амбиент, а и се попречува нормалното движење на граѓаните со оглед што овој дел од трговскиот центар е пешачка зона. Веќе е распишана тендерската постапка за набавка на реквизитите и за уредување на детскиот забавен парк, за што општината планира да потроши околу 1,5 милион денари. Предвидено е на просторот да се постават тобогани, клацкалки, нишалки, клупи, јавно осветлување и друга придружна опрема. Тендерската постапка за избор на изведувач трае до 4 мај, а избраната фирма ќе има рок од 3 месеци да ги заврши градежните работи. Продолжија големите побарувачки на брашно во државата. Изминатите денови сите сме сведоци на зголемената побарувачка кај граѓаните, не само на брашно, туку и на други основни намирници, кои од стравување дека ќе се зголемат цените на основните производи, купуваат во големи количини. За да не дојде до зголемување на цените под притисок на побарувачката и како резултат на мерките за заштита на пазарот на соседните земји, владата уште пред 1 месец донесе одлука за замрзнување на цените на основните прехранбени производи, и тоа на леб, сол, зејтин, млеко и млечни производи, јајца, брашно, месо, тестенини, лекови и дезинфекциони средства. Меѓу другото, Министерството за економија предложи и беше усвоена забраната за извоз на брашно од пченица кон сите земји на неограничено време. Оваа мерка се донесе со цел да бидат заштитени домашните производители на брашно, но и да не дојде до покачување на цената на лебот доколку оваа ситуација со коронавирусот се пролонгира. И од брашнарите во Кочани истакнаа дека не се намалува побарувачката на брашно и секојдневно граѓаните купуваат по големи количини. Од брашнарите смируваат дека брашно има доволно и препорачуваат да не се прават големи залихи, оти извозот е забранет и нема да има покачување на цените ниту на брашното, ниту на лебот. Така што граѓаните може да бидат смирени бидејќи во консултација со најголемите супермаркети и дистрибутери на храна и основни производи од Министерството за економија и понатаму уверуваат дека има доволни залихи на сите основни намирници. И Македонија е една од државите за која е можно да биде потребно граѓаните да имаат здравствен пасош, како една од методологиите за безбеден влез во Грција, ако би сакале да летуваат во оваа земја. Ова би можело да се воведе за време на туристичката сезона за патување во Грција, односно туристите да се тестираат за COVID-19 пред да влезат во авион во нивните матични земји. Ако има согласност од сите земји, тогаш би можело тестовите да бидат при влезот, пристигнувајќи на аеродромите, и така да се има многу подобра методологија и помалку проблеми. Ова секако дека ќе биде сложено, бидејќи едно е на аеродромите, друго на копнените граници, а трето на пристаништата, но во секој случај треба да се најдат реални начини на функционирање.
Од туристичките агенции во Кочани нема голема загриженост околу вадењето на така наречените здравствени пасоши, бидејќи се надеваат дека сепак ќе се изнајдат начини како полесно да се задржат туристите. Од агенциите истакнуваат дека засега нема поголеми откажувања на резервации и договорени аранжмани за лето 2020. Моментално во нашата туристичка агенција Автоатом немаме конкретно откажување на летните аранжмани затоа што нели се уште вораната состојба трае во државата, така да кога здравје Боже ќе се вратиме на работа, ние се надеваме дека аранжманите ќе останат активни. Сега за сега немаме уште конкретни информации за Грција. Моментално има некаков предлог да се прави здравствен картон, значи патниците кои што ќе влегуваат во државата да поминат известен здравствен преглед за да бидат нели нормално, значи по-сигурни луѓето и да бидат по-спокојни. Сега за сега значи немаме никакви откажувања, така да резервациите за летото се се уште активни. Она што очекуваат тур операторите е да се договорат здравствените процедури, кои ќе бидат истите, за да може да се создаде доверба кај гостите и кај посетителите.